Си било едно девојче. Се викало Женја. Еден ден, мајка ја пратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шеќер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречињата и тргнала дома. Си одела така таа и гледала натаму наваму, ги читала плакатите, ластовичките ги броела. А по неа трчкало едно куче и мљац ги јадело гевречињата. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и нејзините со шеќер. Женја почувствувала дека кесата со гевречиња станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето се веело празно, а кучето го јадело последното розово геврече на братчето Павлик и се оближувало. А, лошо куче! Викнала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето. Изморена, застанала и погледнала наоколу. Големи згради немало, само мали кукички. Ништо не е било познато. Женја се изгубила, се исплашила и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на бабата, па ја одвела Женја во својата градина, па и рекла: добро де, не плачи, ке ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно виножитно цветче, кое може да ти ги исполни сите желби. Ке ти го подарам цветчето и тоа ке среди се. Бабата скинала едно гранче и дала на Женја цветче. Цветчето имало 7 ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и темно сина. Ова цветче, рекла бабата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што ќе посакаш. За да ти исполни желба, треба да скинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај, летај, ливченце, од запад на југ, кон север и пак кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Ме разбрали, девојче? Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата. Излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Помислила да се врати во градината и да ја замоли бабата да ја одведе до најблискиот полицаец, но ја немало ни градината, ни старицата. Женја веќе била подготвена да заплаче, но тогаш се сетила на цветчето. Ајде да видиме што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да докаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. Женја и ги дала гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја се качила на едно столче. Сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се 7 или 8. Почнала да ги брои, а со прстињата ја дофатила вазната и трес! Вазната паднала.
и се скршила. Повторно скрши нешто, а трапавке! Викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна! Не, мамичке, ништо не сум скршила. Викнала Женја и бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти. Парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната, видела дека незината вазна си стои на место, но за секој случај ја искарала Женја со прстот и ја испратила да си игра во дворот. Во дворот, момчињата си играле седнати на стари штици. Деца, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не? Северен пол, ова се обични штици. Не се штици, туку се антимраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Јас без вас ке одам на северниот пол и тоа на вистинскиот, ке видите вие. Се налутила Женја, го зела виножитното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле, сонцето исчезнало, ноќ се сторила. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња, се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, минус 100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче, но солзите ѝ се претвориле во мразулци и свиснале на носето како мразулците по покривите. Тогаш, одзад сантата мраз, се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата соберетка, четвртата леле со остри заби, петата бесна, шестата накострешена, седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала виножитното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила: сакам сега да сум во својот двор. И оп! Женја се нашла во двор полн со девојчиња. Секое девојче си имало по една играчка. Едно количка, друго топка, трето јаже за скокање, велосипед, а едно девојче имало голема кукла што зборува. Женја станала љубоморна. Добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила виножитното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила и рекла: сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент, од сите страни почнале да доаѓаат едно чудо играчки. Први дотрчале куклите кои трепкале со очите и викале: мама, 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 мама. Женја прво се израдувала, но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор, со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Женја се исплашила, но тоа било само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, велосипеди, автомобилчиња. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала Женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегувам, се плашам. Но, не можело така. Играчките доаѓале, па Женја бргу, го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала Женја своето виножитно цветче и кога што ќе види? И останало само уште едно ливче. Ете ти.
Потрошив 6 ливчиња, не направив ништо умно. Во иднина морам да бидам попаметна. Тргнала таа по улицата и си одела и така си мислела. Што би можела да посакам? Може би 2 килограми овошни бомбонини? Или не? Подобро лешници. И едно розово геврече за брат ми. Нешто ке ми се. Ке ги издаде, ми ништо нема да остане. Подобро е да посакам велосипед, ама што ке ми е? Ке си се возам и што по тоа? Подобро да си посакам билет за в кино или за во циркус. Таму е весело. Не. Можам да посакам нешто многу подобро. Можам. Важно е да не брзам. Мислејќи си така, Женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа. Имало големи сини очи, весели, но смирени. Како се викаш, момче? Витја. А ти? Женја. Ајде да си играме брканица. Јас не можам да одам. Нозете ми се повредени. О, колку тажно, рекла Женја. Многу би сакала да трчам со тебе. И јас би потрчал со тебе, но за жал, тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Зборуваш глупости, извикала Женја и го извадила од джеп своето виножитно цветче. Погледни! Го скинала последното темно сино ливче, го фрлила и со треперлив глас запеала: Летај, летај, ливченце, од запад на југ, кон север и пак кон југ. Врати ми се напреј круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја, здрав да е. Во тој момент, момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја. И двајцата сладко се смееле како никогаш дотогаш. Ја слушаше внимателно приказнава. Не трепнав. Значи ти се допадна. Па затоа и не трепнав. Приказната за Женја е и возбудлива и поучна. А што ќе ми кажеш за Женја, какво девојче, а? Па Женја е палаво девојче. Трчала по куќето без да размисли што ќе се случи, па се изгубила. Тоа е страшно. Потоа? Завидлива и сака да има се што имаат другите. Тоа не е добро. Само си направи проблеми. Ама има добро срце. И јас би му помогнала на дете кое има мака. Да можам, би направила да се случи чудо. Некое убаво чудо. ако направиме некого среќен, и ние ќе ја почувствуваме среќата. Велат, кога имаш добра мисла и срце исполнето со љубов, нема да мораш да трчаш по среќата. Среќата ќе трча по тебе.